Едно од потенцијалните решенија како да се подобри квалитетот на животот во градот. Ова што го гледавте беше идејниот проект Кензо, изработен од тимот архитекти доктор Радмила Томовска, доктор Ива Петрунова и Хекуран Мусли, е лоциран во центарот на Скопје. Мислам дека скопјани, па и оние кои што не се од Скопје може да препознаат дека се станува збор за потегот овде кај железничката станица, новата железничка станица, нели има нова и стара. Ива Петрунова е со нас, добре дојдовте во студио 10. Изгледа вака симпатично, овој идеен проект и сега што? Еве го направивте проектот и може да има некаква реализација или вие само се обидувате да алармирате? Најпрво благодарам за поканата и добро ве најдов. Ние ова идеен проект, тоа што го видовме пред некоја минута, сега, нели, идејниот проект останува да се доработи. Меѓутоа, има простор сега за доработка и сега се надеваме дека нема да биде само апел, дека туку дека е возможна реализација на истиот. Предпоставуваме дека тоа кај нас биде многу потешко и дека би требало големо влијание, нели, од повеќе институции усогласеност, меѓутоа, нели, ние сме оптимисти. Да, сега не можем да разберам тоа повеќе институции усогласеност, меѓутоа тоа е рак рана на ова општество и сега уште повеќе што кога некој ти дава проект малте не кажано за безпари и ова предизвика вака лавина од реакции во јавноста кога вие го презентиравте, затоа што локацијата е негде помеѓу Маџир мало и транспортниот центар, моментално е сива, бездушна, загадена со голема фреквенција на возила преку ден. И тоа е се така. И има некаков одглас, фидбек од ова, освен вака во јавноста, еве ние што се обидуваме да помогнеме, например да се одглават институциите. Не знам што треба тамо да се одглави, за да ставиш, за да го направиш ова. Не е тешко предпоставено за изведба, бидејќи се клупи, зеленило, се вака лаички гледано, не знам вие како. Така, моментално во светот постојат трендови кои се нарекуваат тактички урбанизам или одржлива архитектура. Ние го правиме според некои принципи за да може да чини доста ефтино и да биде многу лесен за изведба, а при тоа да е одржлив. Досега го презентиравме во 2 општини проектот и сме изненадени колку позитивни реакции доби, односно нели на граѓаните и на вработените во општините им се допадна проектот, меѓутоа во однос на реализација мислиме дека тоа ќе оди многу потешко, бидејќи знаете кај нас како е целата таа институционална работа. А сте имале некој повикал до сега? Ова по чија надлежност е, град Скопје или центар? Под општина центар, меѓутоа тука треба и Министерство за транспорт и врски да се вклучи, бидејќи делот од локацијата е на Македонски железници. До сега сме биле во општина аеродроми во град Скопје, каде што имаме позитивни реакции. Но останува да видиме, нели сега тоа е првиот впечаток, дека е позитивен, меѓутоа дека за изведба би било многу тешко. И што велат они, например? Што е проблемот? Дека одлично, меѓутоа треба многу се супер, ама се е супер, меѓутоа треба премногу да се турка работата, треба да се оди во Министерство за транспорт и врски со Македонски железници да се разговара, можеби Македонска пошта треба да се координираат нели сите тие работи и да се види колку пари чини, дали може во некој буџет да влезе во што изведбата. Искрено ова колку би чинело? Искрено сега за сега немаме точна присметка. Пошто ја вака како што го гледам не ми изгледа многу скапо. Не чини многу скапо, всушност најголемата цена тука би била на изградба на решетката. Тоа се челични прстени профили кои се посебно по нарачка, нели не можете никаде да ги купите, меѓутоа не е некоја голема филозофија да се изработат. Тие околу нив нели се овива зеленило, тоа во случајот во Бршлан, кој има многу големи еколошки карактеристики, ги упива сите тие нели негативни издувни гасови од автомобилите. И исто така потребно е нели чистење, средување на околината, така што главната цена би била на конструкција. И пак се обидувам, например, носите проект и браво, супер све, но ја не можам да разберам, например, знаеш, наместо да кажат во ред почнуваме одма, па да се крена телефон, па транспорт и врски, па ова, па она, па пошта, па не знам како, ние завршуваме на се е супер и ова. Така, да. Кај нас генерално како го решија Скопје 2014 сега, тој беше поставен, како го решија за како што сакаат? А за ова треба, па... Наста многу контроверзен проект, така верувам дека
многу работи тука биле заобиколени за да се Не сакам да направи. кажам дека они кога сакаат надлежните да решат нешто го решаваат. Кога некој му нуди проект од млади луѓе кои што се собрани, претпоставам револтирани од она што го гледате од секојдневната џунгла во Скопје. Да, практично ние сакавме да покажеме дека нели може доколку се работи може да се направи нешто и да покажеме пример кој тип на проекти би требало кај нас сега повеќе да се градат, бидејќи нели сме изложени на целата таа гражна експанзија, на сите овие огромни стамбени блокови, сите планови кои се дискутабилно колку се добри или посебно нели во општина Центар, тоа посебна нова дебата која треба да се анализира. Така, таму има мораториум, али има мораториум, но нон-стоп се градиме. Ја не знам каков е тој мораториум. Така, да, така што Скопје треба да се насочи повеќе на создавање на јавни простори, бидејќи нели вие кои имате толку градежна експанзија на стамбени згради, толку многу граѓани, тие нели мора некаде да се движат, не можат само дома да седат. Така сакавме да поставиме еден пример што треба да се направи, како тоа би можело да изгледа и дека всушност е возможно секој простор да се најде решение, дека сликата иако изгледа многу сива и неубава можеби за Скопје, со многу внимание и работа дека може навистина нешто да се подобри. Да, вие дури локацијата ја најдовте. Дури како се вели тоа. све имаме сами сработени, све е само иницијативно. Мислите дека би имало позитивен одговор? Се надеваме. Па најверојатно сме оптимисти и мислиме дека може нека позитивна промена да се потекне, инаку воопшто не би ни работела. Инаку Ива Петрунова е магистар по архитектура, така ако не се лажам, и доктор по социолошки науки, така што сето тоа е врзано со социологија, град и така натаму и така натаму. Вие можеби дадете добар поттик и за другите ваши колеги кои што се од натрешноста во држава да размислуваат и тие понатаму како да се уредуваат не само Скопје и други градови. Меѓутоа Скопје е најексцентричен пример во смисла на она што е градба, не знам, раскопано и така натаму. И мислите ли дека некако гледате оптимизам или? Например, сега како архитект ме прашувам, Скопје 2014. Со се тие споменици, треба да остане таму или треба да се дислоцира? Некој вела треба да остане за да го гледаат луѓето како не треба. Некој велат нека остане, не знам зашто да остане. Мислам дека одговорот е некаде помеѓу. Можеби нешто треба да остане, меѓутоа нешто и треба да се тргне со цел да се ослободи нова површина, односно да се ослободи слободен простор за граѓаните. Бидејќи моментално можеби најголемиот проблем со Скопје 2014 нели не навлегувам во криминал, политика и слично, е тоа што премногу го узурпира јавниот простор. Она што беше слободен кеј за шетање, тоа сега се гради, има премногу споменици. Меѓутоа, исто така не можеме, тоа сепак белак на едно време, колку и тоа да било кратко, колку и да било кратки, нели 10 години, не биле 100 години, меѓутоа мислам дека не може сето да се тргне наеднаш. На крајот на краиштата времето ќе покаже што е квалитетно, а што не е. Ние во Скопје имаме проблем со тоа што немаме континуитет на градење. Цело време нешто се менува и Скопје има многу колективни трауми во однос на својот изглед и архитектура. Има поплави, земјотреси, пожари, нели да не го споменувам големиот земјотрес во 63-та година, каде што градот однова се гради, потоа и во Скопје 2014 е еден многу агресивен начин на кој повторно агресивно и многу нападно се менува ликот на градот. Мислам дека граѓаните се премногу загубени некако во сите овие процеси. И таа нели колективна меморија која треба да ја носат граѓаните, да ја има градот, ние ја имаме некаде загубена. И сето тоа што се случува сега моментално, само го дополнително нели ги акцентира тие негативни карактеристики на таа неконтинуираност во однос на градење, историја, култура и слично. А зашто Кензо? Намерно? Кензо според нели Кензо Тања. Да, затоа врашам дали намерно. Да, намерно е, меѓутоа ото е големо како кислород, како хемискиот елемент кислород, нели во периодниот систем на елементи. Бидејќи просторот всушност ние го направивме за да улесни целото сивило и целата таа загаденост на конкретната локација. Сега нема да го средим или сиот воздух во Скопје не прави чуда, меѓутоа таа локација би донела многу поубава атмосфера и попријатна и тоа што е многу важно ќе создаде ново социјално место, бидејќи ние имаме проблем со создавање на дружења, на врски, на
однесување на јавен простор кој не е комерцијален, односно вас не ви требаат, не знам, 100 денари за кафето да го платите, туку може буквално секој да излезе слободно да седи без да му се наплати ништо. Нормално треба да имаме и ние грижа малку околу тоа каде се разфрламе со се надевам дека би имало и корпички за отпадоци, како еден младен архитект како гледа Скопје за 10 години, или еве, најактуелно ми е езерото Треска, кој што е голем дел од скопјани, па и луѓе кои што не се од скопјани, јас се сеќавам иако родом сум од Штип, сепак сум иден на тоа езеро Треска, дека сега одеднаш се предвидува тамо да се гради, не знам што да се гради. Ние до толку не можеме да средиме дури едно вештачко езеро, кое што е синоним за Скопје. Па вела дека не треба да се зборува, треба да се покажува. Така што доколку Нема кај нас ако не зборуваш нема да покажеш, затоа. Да, мора да се почне од некаде. Еве, ние се обидовме да почнеме преку еден проект, меѓутоа градот, како што вика Платон, е слика на граѓаните, односно градот е таков како што е, затоа што граѓаните се такви како што се. Мислам дека ова доволно кажува. Значи ние не заслужуваме ништо. Не, далеко од тоа. Не викам дека не заслужуваме. Туку треба да дојде до подкривање на свести, граѓаните треба да најдат начини и механизми да си се борат за градот. Еве, граѓаните велат ќе ги однесеме, има луѓе кои што имаат кам приколки, пред влада ќе ги однесеме кам приколките таму, меѓутоа ако некој го вцртал таму во дупата, некој нешто гради таму згради. А при тоа таму ви е матка, таму имате надпревари кои што се одржуваат, не знам, во кајак на мини, на диви води и така натаму. Вие практично уништувате еден цел простор. Во што се претварува Скопје? Скопје вика дека град Феникс. Нели дека цело време поради сите катастрофи што ги има се издига од пепелта, меѓутоа тука има и друга страна. Исто така и веќе земам Франкенштајн од Мери Шели романот. И тоа е чудовиштето на доктор Виктор Франкенштајн е воскреснато практично на некој начин. Меѓутоа нели не е Феникс, тука е чудовиште, така да тенка таа линијата на кој начин ние ги поправаме работите. Така што Скопје, мислам дека доколку не се престанат овие трендови кои ги има, буквално ќе се претвори во чудовиштето на доктор Франкенштајн, меѓутоа тоа што тука трагичното нели е поврзаноста на креаторот со својата креација. Всушност креацијата го дефинира креаторот, ние граѓаните, властите, сите кои живееме во Скопје, мора во даден момент да се свестиме во каков град сакаме да живееме. Европските градови во моментот се развиваат во сосема поинакви насоки. Веќе се гледа дека земјиштето во градот е ограничено и треба многу внимателно да се користи и многу внимателно како тоа што би се градало на тоа земјиште. Дури се одат до проекти за ревитализација земјиштето да е повторно плодно, урбани градини, земјоделство во градот, бидејќи човештвото се соочува, веќе се соочува и ќе се соочува во едно што повеќе со климатски промени. А сето тоа градовите мора да го смена својот начин на функционирање. Така што ние во Скопје некако како сето тоа да надопира до нас и не сме свесни нели за тие проблеми. Меѓутоа мислам дека ќе дојде точка кога ќе мора веќе нешто да направиме, бидејќи сами себе си би се угушиле. Така. Прво од каде би требало да се почне? Например, доаѓа некој градоначалник кој да и прво од каде? Што треба прво да направи? Најитно. Така, јас верувам во целосен пристап. Затоа не можам да кажам дека треба едно, например, да се реши сообраќајот. Мислам дека не е доволно. Тоа е како ланчен систем. Едното го повлекува другиот. Вие долго го креирате пешачки патеки, меѓутоа не зборам само да ставите тротоар, туку да бидат пријатни, за да ги натерате луѓето да се движат повеќе да пешачат. Автоматски се намалуваат автомобилите потоа, доколку поставите неколку нели брзи сообраќајници кои ќе го заобиколуваат центарот, не да минуваат низ центарот. Исто така ќе се намали некој процент на целата оваа ситуација. Значи би требало прво пешачки патеки, зелени површини, помалку вакви огромни стамбени блокови во кои не знам дури кои веќе живее, се чини цела Македонија дојде во Скопје. Да. Исто паралелно со тоа не сме помалите градови во Македонија да се занемаруваат, како што тоа е случајот до сега. Затоа си идат во Скопје. Така, треба да бегаат надвор од Македонија. Така, треба да има паралелен развој и паралелно на повеќе полиња да се развиваме. Интересно, во секој случај ќе ви посакам многу успех со овој нов зелен јавен простор по градот. Очекувате ли некако позитивна
како се вели тоа, одговор или било што некој, мислам не онака само да ве тапшат по рамо, туку да има и конкретна реализација. Искрено не знам, меѓутоа се надевам дека доколку не се реализира проектот, барем ќе се појават слични иницијативи и нели слични млади креативци, дизајнери. Так. Вие размислувате ли за други иницијативи? Ја го споменав езерото Треска и не сватив, например, вие сте тама да се оплемени тоа повторно, да се врати или... Да, дефинитивно. Мислам дека треба повторно да биде езеро и повторно треба да биде некој вид на парк или рекреативен центар, во никој случај не треба да се тоа извади. нема, тоа недостасува во Скопје, нема Луна парк, нема недостасува, прилично Луна баја ги работи, паркот освен точно на така. градилиште. Јас не знам како изгледаат големите градови, окей, метрополите, да. Ние некако, оние кои што доаѓаат од провинции се бутаат да живеат сите во центар, во Дебармала, поблиску меѓутоа. Да. Предпоставам, тоа е тотално Да, погрешно, тоа е бидејќи знам дека во Лјубљана, во Загреб, генерално сите бегаат од од центарот. гужвата. Тоа е многу погрешно, бидејќи кај нас некако вредност и статусот се смета по внатрешноста, по интериерот, по станот. Меѓутоа, вас колку и да ви е луксузен и кој знае како стан да имате, квалитетот на живење се гледа на улица, што кога ќе излезате вие таму. Значи, треба да имате тротари по кои се движите, улици функционални, училишта, болница, градинка, кои верувам дека доколку не се градат нови училишта, само се градат стамбени згради, тука ќе имаме проблем. Инфраструктурата ќе не може да ги задоволи потребите. Потоа исто така за психичкото и физичкото здравје, мислам дека дури не е потребно да се кажува колку е потребно зеленилото, чистиот воздух, има некои нови истражувања. И бидејќи морам да завршувам и сосема за крај, ќе ви посакам навистина успех свој проект Кензо, изработувајте уште многу проекти, изработен од доктор Адмила Томовска, Ива Петрунова, Хекуран Мисли, го видовме и проектот каде што е лоциран и јас се надевам дека Скопје ќе добие еден поинаков лик и дека ќе почнат вашиот пример да го следат и други, така ќе ги улесните и на надлежните. Така, да, мислам дека граѓаните може сами нели да си доколку се соодветно едуцирани, нели свесни, може сами да си покажат што недостасува. Само треба нели внимателно наблюдување и секако профитот мора малку да го занамариме, колку тоа вака и да звучи невозможно. Меѓутоа треба да мислиме на здравјето на граѓаните, бидејќи здрави граѓани значат здрави градови, односно значат здрави граѓани. Така, благодарам што бе седел во студиото. Благодарам. Беше ова Ива Петрунова, архитект, магистар по архитектура, доктор по социолошки науки за идејниот проект Кензо.